Ова е домот за стари лица доктор Иван Влашки, кој се наоѓа во Берово. Наменет е за сместување, нега и грижа за стари лица кои се во третата доба од својот живот. Отворен е 2015 година со донација од Холандската фондација Холандија Македонија, Општина Берово и Министерството за труд и социјална политика. Првата ламела располага со капацитет од 15 легла, а поради големата заинтересираност, во февруари 2019 година отворена е втората ламела со дополнителни 14 легла, со што вкупниот капацитет на установата изнесува 29 легла. Втората ламела е донација од Холандската фондација Холандија Македонија, Општина Берово и Министерството за труд и социјална политика. Отварањето на третата ламела е од големо значење за нас, затоа што го прошируваме дополнително капацитетот за 10 легла, со што вкупниот капацитет на установата изнесува 39 легла. Со ова преминуваме во втората категорија на установи над 35 корисници, што овозможува вработување на нови стручни кадри, подобрување и проширување на услугите кои ги нуди установата. Проектот доградба и реконструкција на домот за стари лица во општина Берово беше избран за прв приоритетен проект на одржаните регионални форуми во 2020 година. Истиот беше поддржан од Советот за развој на Источен плански регион и финансиран од проектот за одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој за 2020 година. Вкупната вредност на овој дел од инвестицијата е 7 милиони денари, од кои 4,3 милиони денари се средства одобрени од Швајцарската развојна агенција, 2,5 милиони се средства одобрени од Министерството за локална самоуправа и остатокот е кофинансирање на општина Берово. Проектот со градежните реконструктивните зафати започна во октомври, почетокот на октомври 2020 година, за да истиот успешно се заврши крајот на март 2021 година. Со проектот обезбедивме дополнителни 180 метри квадратни на домот за стари лица Иван Влашки во општина Берово. Се реновираа 5 двокреветни соби со засебни тоалети, имаме направено занимална, кујна, се среди партерното уредување на домот за стари лица со дополнителни места за рекреација на возрастните лица и се адаптира помошна просторија во котлара. Покрај средствата добиени преку Центарот за развој на Источнопланскиот регион, во овој проект учествуваше Министерството за труд и социјална политика, кој обезбедија дополнителни 1.300.000 денари за доопремување на домот. Вработувањето на 7 нови стручни кадри исто ќе биде натовар на Министерството. Оправданоста на овој проект ја гледаме во тоа што источниот регион е потврдено со факти дека старее. Процентот на возрасно население е високо над државниот просек, додека пак од друга страна процентот на младо население е ниско под државниот просек и токму поради тоа за регионот е неопходно и во иднина во наредниот период да продолжиме со создавање на услови и унапредување на социјалните услуги за возрастните луѓе. Имаме одлични климатски услови, одлични локации кои што веќе се идентификувани да прераснат во вакви објекти за згрижување на возрастни луѓе. Големо е задоволството да токму преку еден ваков тип на проект, со каде што имаме вистинска регионална соработка, покажеме успешен пример како националното ниво, регионалното, локалното ниво, со поддршка на странскиот донатор успеавме да реализираме еден ваков проект.
Секој од нас има желба да има среќен, долг и достоинствен живот. Заедно со вработените во домот за стари лица се трудиме животот на нашите корисници да им го олесниме, да бидат среќни и задоволни. Тоа е нашата цел, тоа е нашиот мотив и јас сум многу среќна затоа што работам во оваа институција.